мета. На место едно за многу нешта. Одговараат што, како, зошто. Разговараме, откриваме и истражуваме. Договараме, споменуваме, раскажуваме. Кој, каде, кога. На тема, со прашања 100 без дилема. Директори, инспектори, лекари, пекари, заболекари, ученици, професори, пејачи, спортисти. Зошто да не и вие? На мета, на тема. Бидете и вие дел од нашата шема. Драги наши, добре дојдовте во премиерното издание на новата емисија на телевизија Златен канал на тема, односно на мета. На тема денес Средното општинско училиште Ѓорче Петров низ годините. На мета директорот Миле Милковски. Директор Милковски, кажете ми, како е да се биде раководно лице на една прилично обемна воспитно-образовна институција, гимназијата, колку ученици брои и колку време сте вие овде како директор? Па предизвик е на секој професор да се најде ново место кај се наоѓам јас и така и за мене беше предизвик, веќе ја долго време бев професор и ги знам сите добри и лоши страни на нашето училиште, понатаму воопшто во образовниот процес. И се радо тоа беше еден предизвик да пред крајот на работниот век да се најде нова функција, бидејќи мислев дека со моето доаѓање нова функција ќе можам некои работи кои што порано мислев дека треба да се решава, не беа решени, дека се најдам ја во таа улога да ги решам. И мислам дека пресреќен сум што се најдов во функција и поради тоа што сето она што го мислев порано како професор треба да се реши, јас тоа успеав да го решам. Професор Сашка Модиновска ќе ни каже како беше кога дојде во гимназијата Ѓорче Петров, колку години работите овде и како е сега. И неретко часот по математика умееше да биде еден од најтешките и потешките, да речеме малку ублажено. Сега веќе имаме и современи средства за предавање на наставната материја и се тоа го прави часот поинтерактивен и повпечатлив, поинтересен. Така, да. Значи јас, благодарност до вас што би сакале да слушнете моje мислење. Ако направам споредување 99-та година, кога прв пат дојдов како професор во оваа гимназија, на разлика во она што сега го чувствуваме и гледаме, во која смисла. Јас прво сум ученик во друга гимназија, значи средно училиште завршив во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин во Скопје. И кога дојдов беше поинаку во позитивна смисла, сакам да кажам, постоеше ред, дисциплина, редовност на настава, редовност на часови и така натаму. Меѓутоа доста сиромашно во делот на техника. Како годините изминуваа, благодарение на соработка со влада, со директори, значи веќе 4 директори измина како сум професор, значи секој со свој стил, свој начин допринесува да и влијае, се разбира, врз нашата активност и работа. И промената на училиштето во континуитет, предпоставувам. Точно така. Добрица Стојановска, вработена во гимназијата Ѓорче Петров. Кажете ми колку време работите во оваа установа и какво беше кога вие дојдовте да работите тука, каква е сега? Па вака, овде работам повеќе од 20 години и да ви кажам дека имаме дека промените и сега се гледаат, но како почетник кога почнав со работа тука во средното училиште, како прво да ви кажам, се греевме на дрва. После 90-тите години, 96-та, 7-та веќе ставивме централно грејење, така да и тоа не беше целосно, бидејќи школото ни е сместено во 2 згради и со тек на времето ставивме централно грејење во другата зграда, така да времето си го носеше своето. Теодора, кажи ми, кога влезе за прв пат во гимназијата, очекуваше нешто поинакво, па сега е поинакво од тогаш кога влезе? Какви се твоите впечатоци? Гимназијата ги надмина моите очекувања.
оние првичните и има многу напредок од тогаш па до сега. Значи многу ми се допаѓа тоа што постојано нешто се инвентира, нешто се подобрува. Се подобрили ти како личност, ти лично како се чувствуваш? Јас сметам дека да ги надминеш и сопствените очекувања по однос на тоа на воспитно-образовниот процес, на пример? Да, сметам дека дека целата атмосфера, околина, професорите допринесоа сите ние, не само јас, да станеме подобри личности во текот на образованието. Професор Мирјана Станојковска, кажете ми, вие сте излегле исто така како најпрвен како ученик од овие училишни клупи, сега веќе професор. Дали дел од овие професори кои што се ваши колеги биле ваши професори? Да, значи јас завршив средно образование во 1993 година. Многу од професорите што се тука вработени, некои се веќе во пензија, ми беа професори, а многу од колегите што се беа мои ученици, всушност. Така, разликата кога бевте вие во овие училишни клупи и сега во гимназијата, не само условите, туку и наставата? Значи, условите се далеку многу подобрени, значи можевте и сами да се уверите во тоа. Наставата исто е модернизирана, значи за секој ученик имаме компјутери, бесплатни учебници, значи сите ученици ги имаат всушност благодетите на образованието, што може нели да дојде само како позитивна забелешка за нив. Александра, вие сте матуранти. Какво беше чувството да се биде тука во гимназијата 4 години, што се промени и што ќе ти недостасува? Пред 4 години, кога прв пат влеговме во оваа гимназија, беше многу поразлично, зборувам за вака за изгледот. Значи сега е многу сменато на подобро, сменато е, изградено е, значи поубаво. И добро е тоа што ние сме како јубилејна генерација на матуранти, односно 50-та генерација, да. Ќе останете и вие во историјата да, ќе останеме во историјата, да. Ангелчо Ристовски, вие сте еден од помладите професори. Колку време сте овде во гимназијата, предавате физика, но и не само физика. Како сте вие задоволни од она што се случува во гимназијата и на инфраструктурен план, но и на воспитно-образовен? Промената кога вие бевте ученик, сега веќе професор. Значи јас овде работам веќе 5-та година. Промената е очигледна, она што може секој да го забележи, ќе го кажам и јас, значи промената е очигледна пред се едно инфраструктурни и оние градежни активности што се направени за овие 5 години. Значи се на прилично завидно ниво. Не знам, тоа е, предпоставувам, една генерална оценка на сите тука колеги што работиме или сите што влегуваат и излегуваат во училиште, предпоставуваме на ученици. Сите како нас, например, што ние имаме можност почесто да доаѓаме, но некој што излегол од овие клупи, например, пред 5, 7, 8 години, кога ќе се врати или кога ќе види, има изненадувачки ефект сето она што го гледа, например, во гимназијата. Колешке Валентина, кажете ми, и вие бевте дел од оваа гимназија, од кога излеговте од овие клупи, предпоставувам една деценија веќе е помината. Како беше тогаш, каква е сега? Секако една деценија е помината, откако имам излезено од оваа образовна установа и навидум многу работи се имаат сменето. Што на екстерен, што на интерен начин. И интериерот и екстериерот на самото училиште. Додека не препознатлива целата и фасада, и зграда, и амбиентот. Плюс многу е сменето во образовниот систем, начинот како се имплементира целата настава. Ние станувавме од клупа со стандардниот јас знак, излегувавме на табла и тоа беше се. Сега може да покажат што умеат и на компјутер, може да сработат и проекти да донесат тука. Мислиш дека е полесно сега? Не само што е полесно, туку мислам дека повеќе има интерактивна настава, што многу подобро е за понатамошното образование на сите ученици. Интернетот тогаш не беше распространет, сега веќе можат за која била информација да консултираат чичко Google, буквално, нели? Да, секако дека можат подостапни информации имат и може да бидат повеќе креативни според мене. Годинава одбележувате еден значаен јубилеј, 50-тата генерација ќе излезе матуранти од Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Вие сте 5-та генерација што учела во училиште.
па еден таков диапазон некогаш и сега би направиле. Тогаш беше Моша Пијаде? Да, Моша Пијаде тогаш беше. Јас кога започнав моето школување, односно моето школување во училиште го започнав во 1964 година. Во 1968 година бев матурант, па се запишав на природно-математичкиот факултет. И сега ако правиме на споредување како беше тогаш и сега, нормално дека сигурно дека во тоа време беа сосем поинакви услови, сега се сосем поинакви услови. Постоеше ли другата зграда? Другата зграда не постоеше, односно фактички другата зграда беше изградена во текот на моето школа, односно салата беше изградена во текот на моето школа. Ама беше само сала, училници немаше, претпоставувам. Само сала беше. А сето оно другото, може да речем дека ликот на ово училиште е променето за овие 5 години. Вики, ако гледате оно што е надвор на оние подпорните зидови, тие беа од првите денови кои ја дојдов ученик, односно во 1964 година. Значи од 64-та, па ако речете до 2010-та не беа променети тие. Тие зидови само се дотеруваа. Јас бев, односно ги знаев проблемите на ово училиште и фактички моите сите потенцијални снаги и оно што размислување ги насочив во промената на ликот на ово училиште. Имавте ли поддршка од колегиумот? Бевте ли отворени за идеи и додатоци? Предлагаа ли останатите професори, останатите вработени, даваа ли своји сугестии по однос на тоа што е приоритетно сега да се направи? И учениците влијаеа ли на тоа? Може да речем дека сите мои овие заложби и мои идеи фактички беа поддржани од колегите, од учениците и фактички наидува на одобрување. Тоа е многу добро, многу е битно. И јас како професор со најдолг стаж сега моментално овде во училиште ги знае проблемите. Со кој проблем во училиште се сутрува и како тие проблеми треба да се решават. И етапно ги решававте. Да. Учениците кои што умееа надвор да стојат пред училишната зграда, сега веќе можат да седнат, да приседнат, заштитени се од временските услови, имаат мини трем. Па, ако да речем дека на стречница ја замислам многу порано дека може да се направи, бидејќи ми се случи бидејќи на често пати практикувам да излегувам со ученици од таа страна кај што излегуваат учениците, јас да излегувам или пак да влегувам во таа страна. Поредко го користам овој влез порано кога бев професор, кај што влегуваат професори, значи тоа таму со ученици и ми се случи еден пат да се лизнам, да се целиот слечем доле до подот во зимно време? Да, во зимно време и сватив дека тука треба да се направи настречница која ќе биде ќе овозможи безбедно влегување и излекувањето на учениците од нашето училиште. И тоа сега веќе тоа е поплочено и со бекатон. Тоа беше направено изминатите година-две, но и пристапот за професорите, за вработените и летниковец беше направен и кај службениот влез. Па да, и тоа го на пристапниот пат за патеката за професорите знаев дека е прилично тесна, често пати професорите се жалеа кога има врнежливо време да влезат на влажните од оние што ги имаме циркината од дворот и јас сватив дека тука треба да се направи на убава патека каде што ќе се возможи односно едно пристојно влегувањето во училиште. И тоа го направи. Летниковецот бе побуден од некои колешки дека треба да се направи една убава така летниковец, односно едно каче каде што професорите ќе можат да испијат на раат, така да речем нашенски, едно кафе, да се дружат, да поразговарат, да разменат, да си направат така. Да, да се разменат некои мислења, односно дали тоа ќе биде од приватниот живот, од наставата и така натаму, и тоа го направив. Фасадата, целата зграда, ПВЦ столаријата беа заменети комплетно, нов лик доби зградата, но вие интервениравте и на молеро-фарбарски работи во интериерот, па потоа се поплочи холот со гранитни плочки, беше замената и подлогата. Тоа е обемен зафат. Успеавте сето тоа со сопствени средства да го направивте. Беше ли макотрпно сето тоа да се направи? Дел од тие интервенции беа направени за време на летниот период, кога учениците не се на настава, но дел и предпоставувам и за време на наставата. Па ако ви кажам дека најголем дел од летниот период го искористуваме за сите овие активности што ги вие спомнате и слободно може да речем дека еден најголем дел од времето јас го во летниот период го трошев дека да правам увид како течат работите, бидејќи сепак ние сме сврзани со временски интервали. Значи мораме сите тие активности да ги завршиме во текот на летниот период кога учениците не се тука. Така да може да речем слободно летните одмори за мене нема. Летните одмори беа за мене од дека работни.
И ја постојано бев присутен тука и така да моето присуство на некој начин ги мотивираше оние изведувачите да бидат посериозни во своето изведување, експедитивни и на крајот се заврши онако што јас го замислам по теркот и на изведувачите и по општо задоволство на сите кои што се вработени во училиште. Така, голем новитет е и изградбата на спортската сала и таму кабинет за професорите направивте, па ги комплетно ги реконструиравте соблекувалните, направивте две соблекувални убави, опремени нови тоалети, санитарни јазли и тој дел опфати голема обемна реконструкција, па и во тој дел машинската струка доби поопремен кабинет, автомеханичарската. Па гледате, во салата ја спорам кога бев помлад професор, често одев. Таму и со моите ученици и со колеги. Сте спортувале ли надвор од работното време? Постојано со Што спортувавте? Па најчесто кошарка игравме со моите ученици, односно често пати ние правевме екипа на професор од една страна има ученици и така натаму. Постојано ако имав слободно време, јас одев во салата и нормално дека ја согледував таа потреба дека треба да се направат нови соблекувални, дека санитарни чворови треба да се издвојат од соблекувалните и да има така речем хигиенски услови за ученици. И она што го согледав и на крајот го реализирав. Тоа исто го согледав и кај машинската струка дека треба да има една подобра работилница каде што ќе се изведе во прачинска настава, да отворивме нова насока автомеханичар, дека треба да има канал за моторно возило што го купиме за децата се обучуваат и бидејќи го видов дека е потребно, мора да се направи нагледност во наставата и тоа го направивме. Значи ние работиме, односно правиме промени во училиште, во сите оние делови кај што чувствуваме потреба, но тие промени се трајни, не се еднократни. Можам да кажам, значи посебно еве 4 години наназад, енормно се внесува нагледни средства, компјутерска техника, апаратура, се со цел да се разбие она фамозна страотна ситуација дека јас математика не можам, јас математика не знам, мене ми е тешко. Да помогнеме учениците, значи да засакаат да работат, да знаат како треба да работат. Техниката ни помага, можат и самите ученици да кажат. Математиката бара користење на техника, меѓутоа бара и рачно вежбање. Така да можам да кажам дека визуелно сите задачи кои што можеме да ги представиме и да се послужиме со компјутерска техника, практикуваме да ги користиме. Меѓутоа вежбањето рачно е нешто што јас се уште го практикувам, бидејќи јас сум научила точно така. Секако, да. Ние ги купувавме, например, книгите од некој пред нас. Се угледувавме на оние малку повозрастните од нас. Што повлија на вас да одберете да бидете професор? Дали тоа што вашата мајка беше професор, имаше ли тоа влијание? Да, баш тоа сакав да го кажам. Значи мајка ми беше еден вид на идол, пример за мојата понатамошна професија, бидејќи и таа беше професорка овдека по историја, професор Вера Илиевска, меѓутоа сега е пензионирана. Така, доаѓа ли од време на време да се потсети на амбиентот кој што предпоставувам тешко се одделува човек од нешто што 30 години, например, го работел 25? Па не многу често, меѓутоа на прослави кога се собираме така заеднички, доаѓа, значи не посетува и не удостојува со своето присуство. Какви се учениците? Дали се малку поразлични од тоа кога еве ти, ако може да ви се обратам со ти беше ученик? Да, значи јас бев овде ученик и еве некои 10 генерации се поминати од како јас ми излегувал овде како ученик. Разлика има од тоа што ние бевме и каков однос имавме спрема професорите. Тоа е секако за почит, значи нема жалење за нешто, тоа е секако за почит. Денеска има некој друг аспект, друг приод со учениците, меѓутоа тоа е пак индивидуално од професор до професор. Коректност има од учениците, меѓутоа онака подобро се поминува, другарски ако се пристапи со учениците, подобро. Што мислиш зошто е тоа така? Еве, тие имаат голем пристап до информации. Имаат голема интеракција, на пример и во наставата, имаат соработка која што ја воспоставувате нели како институција, вие професори со останати професори и други училишта. Мислите дека и тоа има влијание, некако осознаваат многу нешта? Ние сме имале малку по-конзервативен пристап, но и поголема затвореност по однос на пристап до информација. Секако,
дека, например, во времето кога ние учевме, иако не е многу далеко во минатото, пристапот до информациите беше ограничен, прилично ограничен, и тогаш беше проблем да се најде било каква информација. Сега обратно, сега учениците се бомбардирани со информации од секаде, пред се нормално од интернет. Тие веќе буквално најверојатно најумната работа е да извлечат вистинската информација од сите тие наплевени информации. Беа ли секогаш тука за вас да ви одговорат на сите прашања, да ви помогнат да се добро? Тоа е она што најмногу ми се допаѓа во гимназијата, тоа што професорите се достапни за нас на часовите и надвор од часовите, за теми кои ги имаме на часовите и теми кои ги немаме на часовите. Споредба од она класичното предавање во минатото, значи стануваш од клупа, пишуваш на табла и тоа е се, и внесувањето на компјутерската технологија во наставата. Така, еве баш типичен пример, она што јас го имам на таблата, е да се види дека и ученик мора да позаработи малку, да се запрля со креда и со фломастерче, да види како тоа би го направил без компјутерска техника. Меѓутоа, сепак можам да кажам дека навистина е олеснето, ама и отежно. Користат ли компјутерите? Да. Некогаш умеат ли да се затскријат зад компјутерот кога ќе треба да ги прашате, да направат гримаса зад компјутерот, зад мониторот, за да не забележите дали се знаат или не знаат? Несигурни. Така, да. Па мислам, ако анализираме, вака ќе почувствувате по некоја одговорче кое што со гримасата на главата, мислам, ви кажува. Да, знаат. Сакам да кажам дека имаме и доста потешкоти, користејќи ги компјутерските технологии, сме многу оптеретени во домашни задачи. Значи, ние како професори, учениците не знаат дека можеби едно 3-4 пати повеќе од нив пишуваме домашни задачи, кои што мора сега да бидат изработени на компјутер, значи мора да бидат исто така. Електронски дневник, сите информации достапни до родителите, значи техниката носи и убави, и добри, би рекла и лоши страни. Се има на пропсен конс, нели што ви рекле, да. И позитивни и негативни страни. И позитивни и негативни страни, но сепак сме задоволни бидејќи сме дел од училиштето. Тие сега и се усмеруваат во втора година гимназија, веќе имаат визија што би сакале да студираат. Ти помогна ли тебе некој, например, некој професор те иницираше да се запишеш одредена струка? Што одлучи ти да избереш, например, факултетот кој што си го избрала и она што го работиш сега веќе? Имаше ли консултација со некој професор, например, како што сега учениците веќе земат и додатни часови? Искрено, јас лично не, бидејќи мојата струка е административна, повеќе, да речем, од правната бранша, што многу мојот факултет... Беше нов факултет кога ти се запиша? Релативно нов, веќе трета генерација, јавна администрација, така да многу луѓе го поистоветуваат со правниот факултет, значи со општествените науки. Додека сега уште од втора година можат да се усмерат дали сакат некоја општа наука да изучуваат натака или некоја стручна. Така, имаат и можност за стипендирање, многу стипендии за врвни универзитети во странство. Чинам дека тоа не беше така кога ние студиравме. Значи, доколку си имала афинитети кон нешто, не си ни размислувал дали финансиите тоа ќе ти го дозволат, но и дали ќе ти се исплати тоа што ќе го учиш некогаш. Тие веќе размислуваат малку и по економично во тој поглед, нели? Секако дека да, бидејќи сега има повеќе достапни информации, проток, кој, колку, каде може да стипендира, зошто. И мислам дека тоа е само успех за образованието и за целата гранка. И за целата генерација веќе на генерации што сега идат натака. Го има ли она некогаш што го имаше, например, ние се срамевме дури да ги поздравиме професорите кога ќе ги сретнеме на улица, чекавме да видиме каква е нивната реакција кога ќе не забележат, па така со благо кимнување со главата ги поздравувавме. Сега умеат ли малку и по-фраерски да се однесуваат на улица? Умеат. Да речат здраво, како сте и професоре, директоре. Директоре, како се, што правите, директоре? Ви пречи ли тоа, например? Не ме пречи, мене прави задоволство. Значи, фактички, ако веќе учениците ме поздравуваат и ако ме прашат како сте директор, кај одите и така натаму или излегувате малку да се прошетате, значи ми прави задоволство да си ги чувствувам дека учениците ми се многу блиски и јас сум на нив близо. А тоа е основната цел на нашата работа. Ке ни недостасува целиот овој амбиент, да, дружењето, секако се разбира, соработката со професори, целиот амбиент.
Колку бараат да консултираат дополнителна литература, например, бидејќи еве сега веќе на интернет можат се да најдат, ние читавме весници, читавме и до додатна литература, например, посебно по физика, еве велам имаше уште една збирка со додатни задачи и дополнителни формули и останати информации, кои што најчесто кога требаше да се оди на надпревар се консултира. Сега? И сега го има тоа тражење на учениците да се консултираат во врска со информации. Тие ја имаат литературата тука, меѓутоа нели како што кажавме интернетот е во книжна форма тоа или е во електронска? Да, го има во книжна форма, меѓутоа нели бидејќи пристапот до интернет, тие наоѓаат информации од таму, сега консултациите одат дали се коректни тие информации во таа насока. Инаку се што ќе сака да најдат, можат лесно да најдат. Така во образовниот процес дел од реформите опфатија и дел од проектите на владата беа насочен кон превод на 1000 наслови и стручна литература. Има ли дел од вашата бранша која што би им ја препорачале на учениците? Пројавуваат ли воопшто интерес бидејќи и училишната библиотека, но и градската библиотека во Крива Паланка веќе доби такви стручни наслови? Јас се запознав дека има, значи, и од областа на физиката, техничките науки, што се природните науки, значи, секако дека има наслови и тие нормално, оние ученици кои што наоѓаат поголем интерес да се занимаваат со природните науки или со техничките науки, тие и бараат наслови кои што секако тука се достапни за учениците. Работи многу и на проекти, еве ние како телевизија сме сведоци. Многу проекти се имплементираат, на многу теми се дискутира. Има соработка со многу воспитно-образовни институции, соработуваат и со училишта од други држави, одат на театарски представи, одат на проекти. Секако тоа е за пофалување, не само за учениците, туку и за самите ментори. Имам таква визија дека претходно тоа не е било толку застапено како што е сега и секоја чест и многу успеси. Сега имаат брз проток на информации, значи ако сакаат, ако буквално некаква идеја би сакале да имплементираат, можат на интернет да се поврзат со останати институции, да консултираат проекти, фондации кои што тоа ќе го финансираат, да побараат помош од донатори, да се обратат не само кај директорот, туку и до општинските власти. Значи имаат по-голема отвореност на општеството, предпоставувам. Не мислиш дека е така? Секако дека да, нивните можности се многу поголеми за разлика што е било пред една деценија, што сум сведок на тоа. Давид, кажи ми, пошто ќе остане запаметено ова твое 4-годишно образование во Ѓорче Петров, Крива Паланка? Освен по музицирањето и забавата, помеѓу часовите забавата со бендот, забавата на сите ваши училишни забави. Па, како што кажате, овде имаме многу активности. Јас гледам да се вклучам во сите наставни активности, но сепак и наставата овде што се одвива на многу високо ниво. Сите ќе искочиме тука како едни доста спремни идни студенти и им посакувам многу успехи на другите генерации што ќе учат тука. Разлика и кај учениците, например, во нивниот однос кон вработените, кон повозрастните луѓе во установата, без разлика дали е професор или секретар или друг вработен. Значи би ве запрашала, ја имаат ли она стравопочит како што некогаш било? Имаат ли да почитуваат, да поздрават, да кажат благодарам, извинете, да прашаат учтиво? Видете, ние сега кога нашите генерации ќе се запрашаме, ќе речеме леле, веќе го нема она почит од учениците како кон професор во наше време. Сега времето е сменето, да бидеме реални, настапува демократија, демократија си носи своји правила. Едно време кога ние сме биле, се знаеше од толку до толку ученик на улица немаше. Сега може да се најдат негде во исто време и професор, ученик или технички катари на исто место. Веќе тука се губи врската. Така да мислам дека секој како поединец треба да се избори за својот авторитет. Дали ќе му се каже добро утро или не. Секој се гради себе си, нели? Што сметате за најуспешен проект што сте го реализирале досега во гимназијата како директор? На што мислите дека ќе ви бидат најблагодарни идните генерации, например? Ја мислам дека најблагодарен генерација. Би издвоиле нешто? Сигурно ќе издвојам неколку работи, прво со целосната реконструкција на електричната мрежа. Тоа е значи нешто што
беше проблематично, ја тоа го видов многу одамна, не сега, многу одамна назад, како се вратиме може 10 или 15 години, дека проблем со електричната инсталација ќе имаме, веќе ние постојано воведуваме нагледни средства кои што се напојува со електрична струја и нормално дека е потребно да се изврши таа реконструкција. Понатаму реконструкцијата кај вицињата, санитарни чвори, тоа го согледав многу одамна и мене ми сметаше да Ријаше се чувствуваше по ходниците и рекол дека тоа ќе го направиме и ќе го изменим и го направивме. Понатаму веќе дотрајаната подлога во ходниците, исто така и во холот, видовме дека веќе почнуваат плочките тие што беа да се одлепуваат, може да се случи некојаш да некој се сопне, не да Боже да се преврти ногата и така натаму, видовме дека тоа треба да се промени и го променивме. Понатаму во салата исто така мораше паркетот да се замени со нова подлога, исто тоа го направиме и на крај по идејата на градоначалникот на општината ми даде една идеја дека треба да се направи паркинг плац, каде што професорите ќе можат да си ги остават своите собствена на гимназијата, така. Неодамна и лежачки полицајци беа ставени на улицата заради безбедност на учениците. Да, за безбедност на учениците. И тоа е добро. Мислам, тоа што го направи од локалната средина, односно од локалната самоуправа, тоа е добро. Значи, сепак, овде кај учениците треба да се движат безбедно, кога ќе излезат на улица, бидејќи често пати некои корисници на моторни возила заборават дека тука има училиште. Во текот на овие 20 години направени се повеќе реновирања на школото. Имавме некаде во 99 или 2000 година менјавме кров на училиштето, колку ја што се сеќавам. На повеќе наврати правевме реновирање на овие санитарните чворови. Сега можете и сами да се уверите, ланската година веќе ги реновиравме, како да речем, по европски стил, со течен сапун, со тоалетна хартија, топла вода за учениците, само да умеат да чуват. И промената, значи, кога ќе бидеме внатре во кабинетите, еве сега, не знам дали ќе имате некоја стара снимка да направите споредба, е буквално огромна. Кога ќе излеземе во холот е уште поогромна, кога ќе се поразвртиме во надворешниот интериер на училиштето, тоалетите, мислам дека еве самиот директор ќе каже, не би сакала јас да кажувам, меѓутоа на вистина јас со задоволство доаѓам. Таа моја задоволна ситуација која што апсолутно самата си ја чувствувам, ја пренесувам и на учениците. Можете и сами да ги прашате, еве некој од вас. Значи, кога еден професор е задоволен од работата што си ја работи, мислам дека тоа задоволство и кај учениците се пренесува. Со уведувањето на видеонадзор ние имаме негде 27 камери. Значи 27 камери, ние видеонадзор го видуваме сигурно за да имаме еден поголем ред дисциплина, да имаме увид во кој влегува во училиште, кој излегува во училиште и се разбира дека да го наблюдуваме и однесувањето на учениците, да не спадне дека не ги наблюдуваме учениците и можам слободно да речем дека видеонадзорот многу ни помогна. Прво ги намали силно и штети вие кога сте били ученици во училиште, имаше штети кршени така, сега тоа толку е драстично намален, да и јас сам се изненадам зар е можно. Значи, видеокамерите чува. Има една таква поговорка, така. Така е тоа. Значи, видеокамерите фактички ни помогнаа. Имате одлична соработка со локалните воспитно-образовни и останати институции од најразличен карактер. Отвореноста ваша како институција, соработката со други училишта надвор од градот, но и надвор од државата, имате и на тој план имате солидни резултати. Па имам добра соработка. Може да речем со ученички дом Бораменко имаме солидна соработка. Нашите ученици готово ќе изведуваат практичен настав, значи соработката не е на едно огромно ниво на општа завост и на двете страни. Понатаму имам добра соработка, може да речем и со локалната средина, да ја спомнам со овие наши комши одека и фактички од сите наши комши не идуваме на пофални збори за сите оние промени што ги правиме во училиште, значи ни дава целосна поддршка и тоа е добро. Значи кога комшиите забележуваат дека се прават промени во училиште, тоа е добро. Тоа е добар знак за мене. Така. Понатаму имаме добра соработка со училиште од Републиката, надвор од државата, соработуваме со средното училиште од Кратово, Поропичи, Свети Николе. Понатаму соработуваме со средните училишта од Бугарија, од
Кюстендил од Перник, така натаму. Значи имаме една добра и плодна соработка која што ни дава можност да на некој начин го подигнува образовно-воспитниот процес на една повисоко ниво, разменуваме мислење, што е добро кај нив, што е добро кај нас, што треба да промениме, што треба да нешто усвоиме од нивниот образовен систем, така натаму. Значи разменуваме мислење, искуство и така натаму. Можам да кажам едно мое искуство во соработка со гимназија Перник, стручна гимназија од Перник. Имавме едно искуство кога учениците влегоа, беа одушевени како тоа сите компјутери во училница, па како ние ги контролираме што работат, како можеме да преку iTalk праќаме што работиме на компјутер сите ученици, еве моментално да презентираме, значи буквално беа одушевени, а сепак се дел од Европска унија. Што значи дека има некои работи кои сте и другите можат од нас да ги научат и да ги превземат и да ги применат. Да, беа одушевени од начинот како се одвива настава тука, од редовност на учениците, значи пуна училница. Кога сме кај редовноста, класен раководител сте и година? Да, класен раководител на 2 година, значи баш на оваа генерација што е тука гледаме. Главно сум задоволна. Имавте можност да соработувате и со други училишта, имавте размена на искуства и по однос на тие наставни активности. Нашата гимназија, како би ја споредиле со останати гимназии, бевте и во други држави? Да, па имам контакт со другари од други училишта и да ви кажам дека од сите тие училишта нашата може да се издвои како најдобра. Вие најдрага? Да. Работи многу и на проекти, еве ние како телевизија сме сведоци. Многу проекти се имплементираат, на многу теми се дискутира. Има соработка со многу воспитно-образовни институции, соработуваат и со училишта од други држави, одат на театарски представи, одат на проекти. Секако тоа е за пофалување, не само за учениците, туку и за самите ментори. Имам таква визија дека претходно тоа не е било толку застапено како што е сега и секоја чест и многу успеси. Сега имаат брз проток на информации, значи ако сакаат, ако буквално некаква идеја би сакале да имплементираат, можат на интернет да се поврзат со останати институции, да консултираат проекти, фондации кои што тоа ќе го финансираат, да побараат помош од донатори, да се обратат не само кај директорот, туку и до општинските власти. Значи имаат по-голема отвореност на општеството, да претпоставувам. Не мислиш дека е така? Секако дека да, нивните можности се многу поголеми за разлика што е било пред една деценија, што сум сведок на тоа. Ако доволно вежбаме, не е тешко. Така ти се спремаш и за надпревар, ги знаеш веќе задачите, типот на задачи? Дела задачи ние вежбаме, ама ќе видиме крајниот резултат ќе каже. За екстерното би ве прашала само накратко, колку од нив одбра математика, колку од нив полага математика, бидејќи им беше распределено електронски, мислам, полагањето. Значи, во 2 година се уште немаме екстерно. Матурантите, значи, математика, случајно беа избрани околу 50 на ученици. Јас предавам само изборен предмет, значи, еден од потешките, тоа е математичка анализа. Беа избрани 5 ученика од една паралелка, бидејќи само во една паралелка се слуша, се следи предметот, значи во таа паралелка задоволни беа учениците. И ако јас пак би рекла, математиката може да се провери во буквална смисла доколку задачата од отворен тип ја видиш како ученикот ја разбрал. А не по крајното решение. Со екстерното тестирање го имам само крајното решение. Така да јас сум задоволна како учениците ми пренесоа, бидејќи тие беа задоволни, ми пренесоа дека професорке беше лесно. Заокруживме, значи не решивме, заокруживме како што треба да решиме и мислам дека ќе најде начин владата да не сослуша и нас како еве сепак. Ја не би рекла дека сум многу искусен професор, меѓутоа пак 16 години не се за подценување и секоја година некои новитети кои што сметам дека ми се подобри ги внесувам во наставата. Учениците тоа можат да го кажат, да го приметат дали е добро или не, меѓутоа би требало да не консултираат и нас како практичари, значи не теоретичари, него практичари. Би промениле ли нешто од сегашна перспектива? Рековте, реализирани многу нешта, многу проекти, остварени многу соработки и се останато. Што би промениле, например, кога не од она што се направило, туку уште нешто? Мислите дека нешто
круцијално е останато што би сакале да го направите? Па гле, многу работи може да се променат и треба да се променат. Сигурно дека оние активности што ги имаме, ја би рекол пред се во делот на наставата би направил промени, бидејќи не е само да ученици бидат присутни на час, да професор ни предаде, да праша дали нешто јасно, нејасно, дали треба нешто да се објасни, така натаму, некој е потребно да учениците бидат покреативни. Жедни за знаење. Да бидат покреативни и надвор од часовите. Значи, мене чувствувам дека ни недостасува нешто што школото ќе го афирмираме, односно ќе го отвориме према градот, односно према граѓаните, односно недостасува присуство на родителите во училиште. Сакам родители почесто да бидат присутни и тие да бидат креативци на одредени новини, на текови, на комплетна промена некоја. Комплетна промена. Реформа некаква на тој однос. Да. Во таа насока ми недостасува. Социјалниот момент би го промениле. Не е ли помалку, според мене, еве како ученик кој што излегол од овие клупи, проблематично според мене она што учениците ги носат ранците секаде каде што одат. Например, еве лично мене тоа ми е одредена забелешка. Па имам забелешки. Сепак имам и забелешки. Непријатно. Да, непријатно тоа што ги носат ранците, ни фактички кабинетите ги заклучува. И сега тука работата е повеќе до професорот. Ако создаде некој доверба меѓу учениците, тогаш може да се стават ранци. Но бидејќи имаме кабинетска настава, учениците се постојано во движење и тоа создава еден огромен проблем. И мене ми е проблем, што го гледам и ние размислуваме како може би во понатамошниот период, може би тоа би било некаков сегмент да се реши. Ученици предлагаат некои шкафчиња во ходниците, сигурно дека во наредниот период ќе се размисли на таа идеја нивна, да се направат шкафчиња, секој ученик да има шкафче, но сепак не е можно. Ние имаме просторните услови може да просторните не го дозволат, имаме негде 800 ученика и сега секој 800 ученика да има 800 шкафчиња. Тоа е малку потешко. Може да се реализира да се оствари, но сигурно дека ќе мора да се размисли на кој начин тоа да се направи. Така. Или па да се направи тоа што професорите да не доаѓаат во канцелариите, него да бидат во своите кабинети, работни кабинети, да бидат таму присутни, но сепак е и друг проблем. Да имаме една работна просторија во секој кабинет, да има една работна просторија за професор, многу пофино ќе биде. Тоа што професорот ќе си биде во работен кабинет, ќе се подготвува за наредниот час, а учениците слободно ќе се влегуваат во просториите. Но сепак малку. Но верам дека ќе биде подигната свеста кај се течи и се менува едноставно, се е поле за промени. Да. Јас се надам дека ќе се подигне свеста кај ученици и ќе бидат посериозни во дело на одржувањето на компјутерската техника. И ќе ја верам дека во догледно време тоа ќе се реши. 37 години споменавте сте во гимназијата Вработен. Да. Колку време бевте професор тогаш? Па, фактички, ако се вратам назад, јас сум веќе 5-та година како директор, пред тоа во период 1998-2002 година бев помошен директор, а останата дел од работниот век го поминав како професор во училиште. Предававте географија? Да, почетоци ми беа со предавањето на географија, односно во почеток бев професор по одбрана и заштита тогаш во тоа време, во времето на социјализмот, па потоа стана професор по географија и така работниот век течеше. Бе помошен директор, сега директор и со тоа фактички ќе заврши мојата работен век. Колку трае вашето работно време, например, и дали умеете и поработното време да дојдете тука и да се чувствувате едноставно како дома, да чувствувате потреба понекогаш да се навратите и да видите како е во другата смена, например, па да се видите со некој колега, со некој вработен кој што не бил во првата смена или слично, например. Имате ли таква навика? Па имам. Се чувствувате ли како дома? Па се чувствувам, понекогаш се чувствувам како дома. Постојано јас се тука навраќам, значи често практикувам да кој ќе излезам некојаш да се одмора малку на улица или нашински речено во чаршија. Ето и ќе дојдам до училиште да видам како има ли проблеми, нема, да се видам со некои колеги, да се видам со вработени, да се видам со учениците, сепак учениците за мене се најдраги. И ако сум директор... Умеат ли да тропнат на врата кај вас и да рече директоре, имам проблем? Да, умеат децата дојдат. Освен оние кои што ги носат тука, например, кога се проблематични. Има ли такви ученици? Има и такви ученици и мене ми причинува задоволство што и ако сум директор, грото од ученици ме поздравуваат на улица. Или ќе ме прашаат директор како сте. Порака до учениците, дали се коректни?
коректен збор од моја страна? Да, во секој случај. Го имат ли она страво почит кон професорот се уште? Значи, до некоја мера да, значи има разлика од минатото, меѓутоа коректни се во секој случај. Значи во глобала зборено може да ги пофалиме. Да, може да се пофалат во секој случај и учениците и колегите. Одлучи што ќе студираш? Да. Влијаеше ли дел од некој проект, предмет, изборен предмет тука на твојата одлука? Не, мојата одлука е моја желба, а тоа што ќе студирам, затоа ја зедов математичката насока. Така ти студираш архитектура. Така. Ти посакувам успех. Што би им порачале на учениците, а што на вашите колеги? Па не знам, нека си продолжат. Мислам дека оној другарски пристап меѓу ученик и професор е подобар отколку да го има она некој си страво почит. Се одлучи што ќе студираш? Па да, нешто околу медицинските науки. Сте дел од оваа институција, устанувате тука да работите, се надевам секоја нова промена ќе значи промена на подобро за вас. Да. Посакувам здравје, среќа и да дочекате пензија овде. Благодарам и на вас што дојдовме да не посетите. Кај нас секогаш има по нешто ново, така да повелете. Од сега, кога би се навратиле наназад 5 години, би останале професор? Кога би можеле да бирате? Па сигурно. Би станале директор повторно? Па можда ми недостасува од ова дистанца, ми достасува близината на учениците. Така, токму затоа. Малку сум оддалечен од учениците, сигурно дека не можам со сите ученици да остварам контакти, но сепак се трудам. Кој ќе излезам, најчесто ја излегувам во текот на одморите во ходникот да поразговарам со, да ги прашам како се, имат ли проблеми, немат ли проблеми, и ти да ме прашат така натаму, но сепак таа близина ја немам кој што имав како професор. Има ли генерацијските средби сега ваши класови кои што веќе заминале надвор од гимназијата, па да речат еве повелете ќе организираме генерацијска средба и не е ли еден од најдрагите моменти тоа? Па сигурно дека тие моменти на средба на генерациите сум публикувани на оние генерации на кои сум бил професор и на оние генерации на кои не сум бил професор. И се ми драги тие средби, бидејќи фактички на некој начин ги обновуваме од сите оние убави моменти кои што ги имале учениците, ги имале со мене или ги имале меѓу себе на часовите во текот на нивното школување. Јас често пати практикувам дека на убавите денови во животот се одека во гимназиските, така, тинеџерските, средношколските. Кај да одат, сепак на убавите денови се одека. Што ќе ти недостасува? Па мислам дека се. И професорите, и секој школски ден тука поминате приказна за себе, предпоставувам, така како ви почнува и како ви завршува еден ден. Се дружите ли пред да дојдете на часови, например, кога сте втора смена? Секако и сите и учениците што учат со мене, тие што не учат се дел од со нив излегувам, со нив соработувам за се. Ви благодарам за одвоеното време, извинете за одвоеното време од часот. Предпоставувам учениците ќе ни бидат поблагодарни. Самите нека кажат. Тие сега и се усмеруваат од по втора година гимназија. Не се смеј, не се смеј. Ја заврши со мојата кариера. Ете. Што ќе студираш, Давид? Па одлучив да, но ќе видиме. Значи Давид може и нема да студира. Наоѓате ли време да се релаксирате? Што ве релаксира, што ве опушта најмногу? Па, шетањето. Најчесто вие може да ме гледате дека сум ја од така повозрастните, најчесто на улица, постојано сум во движење. Инаку едно време бев активен планинар, многу прошетав низ Македонија, ја научив Македонија и многу ми помогна во мојата струка, бидејќи посетив многу планини, многу места во Република Македонија и може да речем дека Македонија имам прошетано и попреку издушно, така да многу места ги имам веќе запознаено, со многу луѓе сум контактирал и тоа ме збогатува мене. Дали тоа ќе биде првото нешто што ќе го правите кога може веќе заминете во пензија, повторно да ја шетате, да ја истражите Македонија однова? Па сигурно дека
би се вратил на планинарењето, бидејќи еден од, ми се чини, од најубавите спортови, каде што луѓето се релаксираат, се дружат, разменуваат мислење. Ми се чини дека најголемо дружење има во планинарство. На друго место, во друг спорт не сум видел. Бидејќи секој тука индивидуално работи. Оној допир на природата секогаш влијае најверојатно позитивно. Секој, се што фактички кој се исклучиш на една планета, се проширува видикот. Ти се проширува видикот и некако како да освараш контакт со многу луѓе. А тоа те е богато. И со целата планета, претпоставувам. Благодарам што бевте денес вие на тема Средното општинско училиште Ѓорче Петров низ годините на Мета во нашата емисија. Јас ви благодарам и на вашето присуство. Вие сте постојано присутни, постојано сте ми драги и ми причина задоволство што ете на некој начин го правиме промоција на нашето училиште и сакам на вас успешна. Може би и ние ќе бидеме запишани во историјата на вашето училиште како соработник. Сигурно дека така е. На тема Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка низ годините беше премиерното издание на нашата емисија на тема на Мета. Кој ќе биде на Мета во следното издание, не пропуштајте.